Дербито на истокот меѓу Брегалници и Осово заврши без повојник со поделба на бодовите, откако од двете екипи одигра 1-1. За жетварите од Кочини ова е повеќе од одличен резултат, бидејќи освоја бод од фаворит како Брегалница, меч кој го следевте на телевизија Емнет. Новиот тренер Горанчо Ѓорѓиев во изјава за телевизија Емнет истакна дека е задоволен од одиграното и прикажаното на неговите играчи. Секако прво честитки до домаќинот Брегалница, честитки до моите фудбалери кои го дадоа максимумот, значи ги тренирам веќе 2 недели и сум презадоволен од тоа што ја сватија мојата идеја за фудбал, мојата филозофија, значи ќе се бореме на секој надпревар. Брегалница секој беше фаворит, но сепак за мене нема фаворити аутсайдери, значи за мене се сите исти противници. Сега освоивме бод и тоа голем бод, значи според шансите, според тоа може да кажам дека негде и до некаде е исправен резултатот и така. Ќе одиме понатаму, ќе се бориме само да напредуваме напред, тоа е битното, тоа е важното. Стратегот на второлигашот од Кочини кратко го искоментира и тешкиот гус распоред кој е пред второлигашите. Тоа е голем проблем, не само за Осово, ја мислам за сите второлигаши. Тоа во зависност од екипата колку е припремена, колку голем кадар има, не. Ние ќе мора секако дека ќе мора да ротираме, ќе видиме сега каква е ситуацијата, у понеделник ќе имаме рекуперација, да видиме здравствениот билтен каков ни е и потоа ќе размислуваме за Точковица, исто тежок надпревар ќе биде и така. Ама секако дека за мене нема тежок и лесен надпревар, сите се исти. На спортскиот канал Емнет Спорт можевте да го следите мечот меѓу Македонија Ѓорче Петров и Каменица Саса, каде рударите откинаа бодови од лавовите кои беа фаворити, откако двете екипи одигра 1-1. Борец конечно победа на домашен терен против Вардарски со 3-1. Детонит Плочковица стигна до прва победа на домашен терен против Скопје со минимални 1-0. Кожов со 3-2 го доби дуелот со Вардар Неготино. Арсими минимално со 1-0 славеше над Новаци. Во Струмица во дербито на екс-праволигашите Беласици победа ремизира играјќи 1-1, а пак Охрид влезе во резултатска длабока криза, откако загуби од Башкими со минимални 0-1. Во однос на табелата, Македонија Ѓорче Петров е прва со 10 бодови колку уште имаат и Кожов кој е втор и Брегалница која е трета. Арсими е четврти со 9 бодови колку уште има и Башкими. Шести е Детонит Плочковица со 7 бодови, Новаци место подолу со 6 бодови. Скопје осми со 5 бодови, а пак победа и Вардар Неготино го дела деветото место со по 4 бодови. Беласици и Борец имаат по 3 бодови. Каменица Саса на 13-тото место со 2 бодови колку уште имаат и Осово и Вардарски, а на дното е Охрид со 1 бод. Веќе в среда се надпреварите од четвртото коло.